Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, вене повторно заедно со нашата и ваша утринска програма, емисија Извор на надеж, која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. И ова емисија би сакал да започнеме со една мисла за надежта како светлина што не може да згасне. Постојат моменти кога ноќта на нашите маки изгледа долга и без крај. Но Библијата учи дека Бог е светлина која секогаш наоѓа пат да продре низ темнината. И најмалото зракче, надеж од Христос е посилно од најдлабоката жалост или безнадежност. Кога верникот ќе се сврти кон Христа, кон Исуса, тој открива дека Бог не е далечен наблюдувач, туку близок спасител кој чекори со нас во секој дол. Како што едно дете со сигурност ја стиска раката на својот татко, така и ние можеме да се држиме за Божјата рака, сигурни дека нема да не остави. И еве го утринскиот дневен текст за денеска за ова наша емисија. Во Јован 1 глава 5 стих: И светлината свети во темнината, и темнината не ја опфати. Ова светлина е наша утеха, сила и наша надеж која не зависи од околностите, туку од Христовата победа. Нека и овој ден, почитувани гледачи, таа светлина извира од Христа, од нашата поврзаност со Него. Кога ќе дојде светлината, како што вели овде текстот, темнината бега. Кога ќе запалеме ние едно чкорче или фенер или батерија или сијалица во подром, например, кога е темно, светлината ја победува темнината. Нека ова Христова светлина ја победи нашата темнина во нашата душа, во нашите животи, кога се појавува таа темнина со цел да не скрши, да не обесхрабри. Да видиме сега, односно да слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Bez tebe sam nemoćna, izgubljena. Ja volim te, ja trebam te, i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati najbolji
Otac si ti i jedini. Oče, nebeski Oče, dugo lutala, bez tebe sreću tražila. Oče, nebeski Oče, nigdje spokoja nema za mene bez tebe. Ja volim te, ja trebam te, i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. I svima želim priznati koliko sad mi značiš ti. Srce ti predaje i tvoja ostaje. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Ja volim te, ja trebam te, i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Najbolji otac si ti i jedini. Бидете како деца. Соблазната, моќта на апостолската слуга, простувањето и параболата за големиот должник. Глава 18. Во тој час се приближија учениците до Исуса и рекоа: Кој е поголем во Царството Небесно? И како повика Исус едно дете, го постави меѓу нив и им рече: Вистина ви велам, ако не се повратите и не бидете како деца, нема да влезете во Царството Небесно. Кој пак ќе се смири како ова дете, тој е поголем од Царството Небесно. И кој прима такво дете во моје име, мене ме прима. А кој соблазни едно од овие мали, за него е подобро да му се обеси воденички камен на вратот и да потоне во морска длабочина. Тешко му на светот од соблазни, оти соблазните треба да дојдат, но тешко му на оној човек преку кого доаѓа соблазната. Ако те соблазнува раката твоја или ногата твоја, одсечи ја и фрли ја од себе. Подобро е за тебе да влезеш во животот без рака или без нога, отколку со двете раце и двете нозе да бидеш фрлен во вечниот оган. И ако те соблазнува окото твое, извади го и фрли го од себе. Подобро е за тебе да влезеш во животот со едно око, отколку да ги имаш и двете очи, а да бидеш фрлен во геената огнена. Гледајте да не презрете едно од овие мали, зашто ви велам, нивните ангели на небесата секогаш го гледаат лицето на мојот Отец небесен. Оти Синот човечки дојде да го побара и спаси загубеното. Како ви се чини? Ако некој има 100 овци и една од нив се загуби, нема ли да ги остави 99 в планина и да појде да ја бара загубената овца? Па ако се случи да ја најде, вистина ви велам, ќе се радува за неа повеќе отколку за 99 незагубени. Така и вашиот Отец небесен не сака да загине ни едно од овие маливе.
Ако сгреши против тебе братот твој, оди и искарај го насамо. Ако те послуша, си го придобил брата си. Ако ли не те послуша, поведи со себе уште еден или двајца, па со устата на двајца или тројца сведоци нека се потврди секој збор. Ако ли пак не ги послуша и нив, кажи и на црквата, па ако и црквата не ја послуша, тогаш нека ти биде тој како незнабожец и митник. Вистина ви велам, се што сврзете на земјата, ќе биде сврзано и на небото. И се што разврзете на земјата, ќе биде разврзано и на небото. Пак ви велам, ако двајца од вас се согласат на земјата да помолат нешто, што и да било, ќе им биде дадено од мојот Отец небесен. Зашто, каде се двајца или тројца собрани во моје име, таму сум и јас посреде нив. Тогаш Петар пристапи кон него и рече: Господи, колку пати да му простам на брата си кога ќе сгреши против мене? До 7 пати ли? Исус му одговори: Не ти велам до 7, туку до 70 пати по 7. Затоа Царството Небесно прилега на цар, кој побарал да ја расчисти сметката со своите слуги. Кога почна да ја расчистува сметката, доведоа при него еден што му должеше 10.000 таланти. Па бидејќи немаше со што да плати, господарот негов нареди да го продадат него и жена му, и децата негови, и се што имаше, за да наплати. Тогаш тој слуга падна пред него на колена и му се клањаше, говорејќи: Господаре, стрпи се спрема мене и се ќе ти платам. А господарот на тој слуга, кога се смилува, го пушти и му го прости долгот. Слугата пак, што излезе, најде еден од другарите своји, кој му должеше 100 динари, и кога го фати, го давеше и му велеше: Исплати ми што ми должиш. Тогаш неговиот другар падна ничком пред нозете негови, го молеше и велеше: Стрпи се спрема мене и се ќе ти исплатам. Но тој не сакаше, туку отиди и го фрли во затвор, дури не му го исплати долгот. Другарите пак негови, кога го видоа тоа што стана, многу се огорчија, па отидоа и му кажа на својот господар за се што се случи. Тогаш господарот негов го повика и рече: Лукав слуго, јас ти го простив целиот долг, зашто ми се молеше. Не требаше ли и ти да се смилиш над својот другар, како што се смилив и јас над тебе? И се разгневи господарот негов, па го предаде на мачители, додека не му го исплати целиот свој долг. Dušo moja, прекрасното име Исус, се што ти направи добро, не го заборавај, амин. Слави го Бог, душо моја, слави го Бог, душо моја. Тој кој ми прости гревовите, тој кој ми душа излекува, нему е слава со псалми и песна од срце, јас вечно ќе пеам. Слави го душа, слави го ја, прекрасни го душа Исус, се што ти направи, слави го Бог, слави за Бог душа моја. Слави го душа, слави го ја, прекрасни го душа Исус, се што ти направи, слави го Бог, слави за Бог душа моја. Тој кој во млака ме утеши, тој кој ме вечно развесели, нему е слава со псалми и песна од срце, јас вечно ќе пеам. Слави го душу, слави го ја, прекрасни го душа Исус, се што ти направи, слави го Бог, слави за
вечно ќе пеам. Тој кој ја држи вселената, тој кој своје гнездо создава, нему е слава собствена и песна од срце јас вечно ќе пеам. Слави го душа, слави го Бог, слави го душа Исус, зашто ти ме слави го Бог, слави го Бог душа моја. Слави го душа, слави го Бог, слави го душа Исус, зашто ти ме слави го Бог, сега забораш моја. Слави го душа, слави го Бог, слави го душа Исус, зашто ти ме слави го Бог, слави го Бог душа моја. Слави го душа, слави го Бог, прекрасни го ише Исус, зашто ти направи добро. Зошто можеме да веруваме во Бога? Во една пригода Марко прашал еден човек кој не верувал во Бога, дали некогаш, макар и за миг, се борел со помислата дека Бог сепак постои. Секако му одговорил човекот на изненадениот Марко. Пред неколку години, кога го добивавме нашето прво дете, за малку ќе поверував во Бога. Додека го гледав тоа малечко, но совршено суштество во неговата лулка, додека ги следев движењата на неговите мали прстења и наблудував како препознаваат, за малку ќе престанев да бидам неверник. Додека гледав како расте моето дете, за малку ќе се уверив дека Бог сепак мора да постои. Прво, почитувани пријатели, се што е создадено има свој создател. Невозможно е да се замисли постоењето на човечкото тело без постоењето на создателот. Дали некогаш сте размислували за тоа колку е сложен само еден обичен поглед? Научниците велат дека во споредба со очната рожница и леќата и најсовремената камера може да се свати како детска играчка. Окото ја претвара светлината во електрохемиски импулси кои не можат да се постигнат дури ниво најсовремената лабораторија. Мозочните кели ги претвараат овие електрохемиски дразби во чудото наречено вид, во нешто што ни најсовремените компјутери ни приближно не може да го постигнат. Секогаш кога ќе ги отвориме очите, раздвижуваме цела низа технички хемиски процеси и обработка на податоци. Чарлс Дарвин еднаш изјавил дека самата помисла на сложеноста на окото и на можноста на неговото создавање со природна селекција го излудува. Еве зошто. Човечкото око не можело да се развива во текот на долг временски период, бидејќи не е употребливо ако не е целосно. Леќата која насочува светлината би била бескорисна без мрежницата која е приемник на светлината, а без нервите сите тие сигнали не би можеле да се пренесат до мозокот. Сетилото за вид бара сложен систем на меѓусебно поврзани и совршено создадени органи. Истото важи за остатокот на човечкото тело. Белите дробови срцето, нервите и мускулите, сите тие извршуваат неверојатно сложени задачи кои пак зависат од други исто така сложени задачи. Тогаш не е чудно што псалмистот констатира дека човечкото тело јасно и недосмислено сведочи за величествениот Создател. Ти благодарам што сум создаден толку чудесно, што се твоите дела прекрасни. Мојата душа тоа добро го знае. Не треба да одиме далеко за да наидеме на Божите дела. Доказите кои постојат во нашето тело патуваат на бескрајно мудар Создател. Кога би
обележале 10 парички со броевите од 1 до 10. Ако ги ставите в джеб, ги измешате, а потоа ги извлекувате една по една, колкова е веројатноста дека ќе ги извлечите по ред од 1 до 10? Според законот на веројатноста, можноста да ги извлечете по ред од 1 до 10 е 1 према 10 милиарди. Размислете колкава е можноста желудникот, мозокот, срцето, белите дробови, артериите, вените, бубрезите, очите, ушите и забите да се развиле сами од себе и сами да почнале да функционираат. Според тоа, кое е најразумното објаснување за постанокот на човечкото тело, еве што вели Библијата. И Бог рече да направиме човек во нашиот лик според нашата сличност и нека владеат над морските риби, над небесните птици и над добитокот, над сета земја и на сите лазачи што ползат по земјата. Бог го создаде човекот во својот лик, тој го создаде во Божиот лик, ги создаде машко и женско. Првиот човек и првата жена не настанале случајно. Библијата потврдува дека Бог не создал според својот лик. Тој е совршен создател, најделотворна интелигенција која не замислила и ни дала живот. Второ, се што постои има создател. Доказите во прилог на Божјото постоење не се ограничуваат само на сложеноста и на самото функционирање на нашето тело, туку се наоѓаат насекаде во Вселената, која ќе се најдете подалек од градските светла, во природата. Гледајте го ноќното небо. Бледиот облак кој се гледа зад звездите, тој е остров во Вселената, галаксија наречена Млечен пат, која е составена од милиарди сонца како нашето. Всушност, нашето сонце и неговите планети се дел од Млечниот пат. Да ја погледнеме сега Андромеда, втората група звезди. Се препознава по распрснатата овална светлина. Ако ја гледате со телескоп, ќе видите дека тоа е галаксија со спирален облик, која, како и нашиот Млечен пат, се состои од милиарди големи сонца. Андромеда е само една од стотините милиарди звездени групи во Вселената кои може да се видат со телескоп. Астрономите велат дека некои од тие галакси се движат со несфатлива брзина низ совршеното уравнотежено небо или Вселена. Целото движење е во совршена хармонија. Секој небесно тело се движи по својата патека по непогрешлив распоред. Затоа, почитувани, не е необично што псалмистот констатира дека и звездите го докажуваат постоењето на величествениот Создател. Небесата ја раскажуваат Божјата слава, небесниот свод го навестува делото на неговите раце. Денот на ден му го објавува тоа, а ноќта на ноќ и соопштува. Нема говор ни јазик каде не ќе се чуе нашиот глас. Псалом 19 глава од 1 до 3. Што можеме да констатираме додека гледаме сложениот состав на огромната Вселена? Бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо. Тој е пред се и се е во него. Колушаните 1, 16-17. Преводот на Вајмонт е уште поодреден. Тој е пред се и во него и преку него целата Вселена е хармонична целина. Се што е создадено јасно сведочи Божјо создавање. Од совршено усагласените протони и електрони во атомот, па се до обликувањето на планетите околу Сонцето, наоѓаме докази за големиот план што го осмислил мудриот мислител Бог, семокниот Создател. Кога некој антрополог, копајќи во песокот, например во Ново Мексико, ќе најде на некој триаголен камен, внимателно ќе го разгледа. Ако на каменот забележи траги од делкање и обликување, веднаш ќе заклучи дека го обликувал некој стар индијанец. Веројатно ќе се обиде да ја
определи староста на тој врв од стрелата и да процени на кое племе му припаѓа. Ниту еден антрополог нема да тврди дека таквиот врв на стрелата настанала случајно. Никој никогаш не би тврдил дека овие предмети биле обликувани од ветер, например вода или молња. Очигледно е дека тоа го направиле луѓе. Сепак мнозина научници кои искупуваат фосили, докази за животот во далечното минато, создаваат разни предпоставки кои ги водат до сосема поинакви заклучоци. Тие не го гледаат творечкото дело на Создателот, туку предпоставуваат дека овие суштества настанале како последица на дејствувањето на некои природи, сили и дека еволуирале во текот на времето. Ископаните фосили од животни, дури и оние што се длабоко скриени во геолошките слоеви во земјата, неспоредливо се посложени облици на живот од врвот на една стрела. Значи, се наметнува очигледен заклучок дека некој ги создал. Не се настанале случајно. Библијата ни нуди логичен одговор на прашањето за потеклото на животот. Еве што вели: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Во овие едноставни зборови, почитувани, во почетокот Бог ги создаде, го наоѓаме одговорот која открива тајната за постанокот на животот. Првата библиска изјава сведочи: Бог постои. Првиот стих во Библијата известува за Божиот мокен и величествен чин на создавање. Доктор Артур Каптон, добитник на Нобелова награда за физика, коментирајќи го овој стих, рекол: мојата вера започнува со сваќањето дека целокупната вселена, како и човекот, ги создала врвна интелигенција. Мене не ми е тешко да верувам, бидејќи е неспорно дека таму каде што постои план, постои разум. Совршено утврдената вселена ја потврдува вистинитоста на највеличествената изјава некогаш изречена: во почетокот Бог ги создаде. Денес многу научници веруваат во Бога. Книгата, која носи наслов За темното непознато, содржи 26 поглавја, нивните автори се научници, истражувачи, врвни експерти во своите подрачја, но и верни христијани. Секој автор ја нагласува истата основна вистина. Бог постои. Во една единствена реченица: во почетокот Бог ги создаде. Го наоѓаме темелот на целокупниот живот. Библијата не се обидува да го докаже Бога, туку со најголема јаснотија сведочи за неговото постоење. Постоењето на Бога се докажува со тоа што не постоиме само ние, туку и нашата околина околу нас. Секоја последица има своја причина. Светот е создаден според одреден план, па според тоа мора да постои некој што го направил тоа. Бидејќи светот функционира со прецизно поставени математички правила, логичен заклучок е дека мора да постои автор на тие правила. Некој го создал сето тоа, а тој некој е Бог. Доктор Артур Клонклин, поранешен професор по биологија на Универзитетот Принстон, еве што напишал: веројатноста дека животот настанал случајно може да се спореди со можноста дека некој речник настанал со експлозија во печатница. Знаеме дека човекот не може да создаде нешто од ништо. Ние можеме да пронајдеме, да составиме, да направиме нешто да работи, но ни со целата наша мудрост се уште не сме создале од ништо ни најмала тревка, ни најтенок црв или наједноставен цвет. Тогаш кој го создал сиот овој свет? Кој го создал на почетокот? Кој го оживеал? Постои само еден одговор, а тоа е Бог. Созданијата околу нас говорат дека Бог ги обликувал, ги создал и дека Бог ги одржува. Само животот или неговиот прв извор создава нов живот. Затоа единствениот разумен одговор на прашањето за потеклото на нашата вселена, за нашата планета и за човечките суштества гласи Бог. Број 3. Личниот однос меѓу Бога и луѓето. Бог кој го обликувал звезденото небо и ја создал вселената, има личен однос према луѓето. Длабоко во умот и срцето на секој поединец Бог ја всадил свеста за своето постоење.
Тоа е, вели Библијата, вистинска светлина која го осветлува секој човек. Јован 1:9. Библијата тврди дека нашиот Создател копне да воспостави личен однос со нас. Аврам станал Божи пријател. Јаков 2:23. Господ разговараше со Мојсей како што човек разговара со пријателот. 2 Мојсеева 33:11. Бог сака да воспостави контакт со сите луѓе и да стане пријател со секој човек. Исус на оние кои го следеле им рекол: "Вие сте мои пријатели." Човечкото постоење само по себе ја потврдува замислата за Бог како личност. Факт е дека на овој свет постојат личности. Ние, а и нашите пријатели сме личности. Ако постојат личности, мора да постои личност која ги создала. Бидејќи секоја личност е посебна единка, се наметнува логичен заклучок дека Бог, кој исто така личност, е одговорен за создавањето на секој поединец. Пред околу 2500 години група грчки филозофи се обиделе да го дефинира поимот човек. Платон ја предложил дефиницијата. Човек е двоножно животно. Меѓутоа, друг филозоф, земајки петел, укажал на недостатокот на ова дефиниција. Го кренал петелот и рекол: "Еве го човекот на Платон." Неколку мига размислувале во тишина. Додека еден од нив не извикал: "Смислив, човекот е религиозно животно." Се ова е само краток опис. Луѓето се неизлечиво религиозни. Ние чувствуваме потреба за надмокна сила. Сите ние, било атеисти, било верници, настојуваме да го сватиме Божјото постоење. Способноста за размислување и создавањето живи слики не разликува од животните, но посебно сознанието за слободниот избор меѓу доброто и злото. Се уште ниедно животно не изградило олтар и не одржувало богослужба. Сепак секаде наоѓаме луѓе кои почитуваат некого или нешто. Длабоко во човечкото срце е всадена потребата за обожавање, свест за Бога. Бог во сите нас ја всадил желбата да станеме негови пријатели, кои ќе одговориме на својот копнеш, и кога конечно ќе го пронајдеме Бога, повеќе не се сомневаме во неговото постоење, свесни дека тој ни е потребен. Во текот на 90-тите години од минатиот милениум, милиони атеисти во поранешниот СССР се откажа од атеизмот и се свртеле кон верата во Бога. Еден универзитетски професор од Санкт Петерсбург, астроном, вака накратко ги пренел изјавите на многумина своји сонародници. Јас барав смислата на животот, но не најдов ништо во што би можел да имам доверба. Научниците околу мене ја чувствува истата празнина, додека за време на астрономските истражувања ја наблудував безкрајната широчина во Вселената. Ја чувствував празнината во мојата душа, сватив дека мора да постои смисла на животот. Но кога почнав да ја читам Библијата што ми ја дадовте, празнината во мојата душа беше пополнета. Дознав дека Библијата е единствен извор на доверба. Го прифатив Исус за свој личен спасител и тогаш го најдов вистинскиот мир, утеха и задоволство во животот. Христијанинот верува во Бога, бидејќи лично се сретнува со Него и при тоа сознава дека само Бог може да ги задоволи најдлабоките потреби на неговото срце, чии постоење секако христијанинот со радост го открива, му дава нов поглед на светот, ново значење, нови мотиви, нови цели и радости во животот. Бог не ни ветува живот без маки и судири, но не уверува дека ќе не води и ќе се грижи за нас ако воспоставиме личен однос, блиска заедница со Него. Милиони христијани можат да посведочат дека повеќе би сакале да остават се отколку да се вратат на животот без Бога. Тоа е најголемото чудо. Семокниот Бог, кој ги создал сите суштества, кој ги создал и ги одржува галаксиите, сака да оствари личен меѓусебен однос со секој маж, со секоја жена, со секое момче
и девојче. Давид токму на тоа се водушевал кога напишал: кога ги гледам твоите небеса, делото на твоите прсти, месечината и звездите што си ги поставил. Што е човекот за да си спомнуваш за него? Псалом 8, 3 и 4 стих. Нашиот Создател си спомнува за сите нас. Тој лично се интересира за вас, како да сте единствено суштество што го создал. Значи, може да веруваме во Бога, затоа што поради совршениот дизајн на се што создал околу нас, поради всадениот копнеж за Бог кој не вознемирува додека не најдеме мир во него. Затоа што Бог, ако го бараме, сигурно ќе го најдеме целосно ја, тој задоволува секоја наша потреба. Почитувани, според тоа сосем е разбирливо дека Бог сака лично да им се открие на своите суштества, како таткото што сака неговите деца добро да го познаваат. Бог ни се открива во Библијата. Ако ја читаме секако, книга над книгите, книга достојна за доверба, книга што ни ја дал Бог, нашиот Создател. Каков е Бог? Библијата ни открива кој е Бог и каков е тој, и според што се раководел при создавањето на човекот. Еве што пишува: Бог го создаде човекот по својот лик, ги создаде машко и женско. Прва книга Мојсиева 1:27. Библијата кажува дека ние сме создадени според Божјиот лик, затоа и можеме да воспоставиме личен однос со Бога. Нашата способност, почитување за размислување и чувствување, паметење и надевање, анализирање и поврзување се потекнува од Него, потекнува од Бога, бидејќи Бог е личност која е неговата главна особина. Еве да видиме што вели Библијата: кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Божјиот однос кон нас, Божјиот однос према човекот се базира на љубовта која произлегува од неговото срце. Затоа тој не сака сите нас. Тој не мотивира со неговата вечна пожртвована љубов. Исус не открива каков е Бог. Бог во Библијата често зборува за себе како за татко. Еве што пишува: немаме ли сите еден татко? Не создаде ли еден Бог? Малахија 2:10. Некои современи татковци не се ни најмалку соодветни примери. Тоа се небрежни, груби, сурови татковци. Бог не е таков. Бог е грижлив, чувствителен татко. Тој е татко кој се стреми да се вложи во животот на својот син или керка. Татко кој ги освојува своите деца со својата неспоредлива грижа за нив. Бог, нашиот татко, кој е полн со љубов, не сакал да се открие, тој сака да се открие во Библијата. Тој знае дека личностите со кои живееме не се пореални од некој за кого само слушаме или читаме. Затоа решил да дојде во нашиот свет како вистинска личност. Бог се спуштил до нашето ниво и станал сличен на нас, за да не поучи како да живееме и да бидеме среќни и навистина да видиме каков е Бог. Како Бог како личност дошол на овој свет. Тој е образ на невидливиот Бог, првороден на секое создание, вели Библијата. Зашто во Него живее сета полнота на Божеството и вие сте исполнети во Него. Бог дошол кај нас преко личноста на Исус Христос. Едно мало дете и неговиот постар брат стоеле пред големиот портрет на нивниот татко кој умрел кога помалото дете било многу мало. Кажи ми, прашал помалиот брат, како беше нашиот татко? Постариот брат се обидел најдобро што можел да го опише нивниот татко. Му раскажувал за неговата сила и честност, за тоа колку бил добар човек, љубезен, искрен и сочувствителен. Бил пријателски расположен и луѓето сакале да се дружат со него. Секој бил љубезен спрема нивната мајка и сакал да ги прави луѓето среќни. И покрај тоа што му го раскажал постариот брат, младото момче се уште не стекнало јасна слика за својот татко, иако толку многу сакало да знае како бил. На крајот го прекинал брата си со прашањето: кажи ми, Павле, дали нашиот татко беше сличен на тебе? Постариот брат за момент се двоумил па рекол: добро,
Нашите пријатели кои го познавале тато велат дека сум ист како него, тоа го вели и мама. Детето взбудено се завртело и рекло: сега точно знам како бил мојот татко, бил ист како брат ми Павле. Исус дошол почитување нашиот свет во човечко тело. Исус е Син Божи, вели Марко 15:39. И видлив Бог. Самиот Исус рекол: кој ме гледа мене, го гледа таткото. Кога го гледам Исуса, го гледам Бога. Кога ќе посакате да знаете каков е Бог, гледате го ликот на Исуса Христа, каков што ни го открива Библијата. Дорека ги читате записите за Исус во Евангелијата, во првите 4 книги на Новиот Завет, многу ќе ве изненадат описите на нашиот небесен татко. Грубите рибари ги оставиле своите мрежи, тргнале по Исус, а малите деца трчале кај него да примат благослов. Тој можел да го утиши најголемиот грешник и да го измени најголемиот лицемер. Тој ги лекувал сите болести со слепило до лепра, со сигурност на доктор кој препишува аспирин. Неговата заповед замолчи, ја принудила бурата да запре како палаво дете кое наеднаш ќе се смири. Исус со своите дела покажал дека Бог е љубов. Тој ги исполнувал човечките потреби како никој ни пред ни по него. Исусовата конечна и најславна објава на Бога се реализирала на крстот. Тој умрел за нас, за ние да не умреме со вечна смрт. Што ни возможила Христовата смрт? Еве што пишува: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Исус умрел не само за да ни овозможи среќен живот на земјата, туку да ни даде вечен живот. Исус е Божи син, единороден син, и затоа не може да се спореди со никого. Тоа е единствено суштество кое во целост е и Бог и човек. Човекот со векови сонува се надева и сака да го запознае Бога. Тој го гледа делото на неговите раце на небото и во убавината на природата. Многумина размислуваат како Бог би бил како Исус на крстот, ја прекинал вековната тишина и сега луѓето може да го видат лицето на самиот Бог, гледајќи го онаков каков што е тој. Љубов вечна и бесмртна. И вие денес можете да го запознаете Бога онака како што го објавил Исус. Тоа откритие нека ве поттикне да изјавите: татко, те сакам. Молитва од срце излевам кон
чуваш, ти си пријател мој верен, сега мирно заспивам. Ти си мојот живот, Боже, моја сегашност и иднина, само сакам да те следам, заедно во вечноста со тебе. Ти си мојот живот, Боже, моја сегашност и иднина, само сакам да те следам, заедно во вечноста со тебе. Колку нежно ме водиш, ден по ден ми даруваш, и со ангели сјајни од зло заштитуваш. Ти си мојот живот, Боже, моја сегашност и иднина, само сакам да те следам, заедно во вечноста со тебе. Ти си мојот живот, Боже, моја сегашност и иднина, само сакам да те следам, заедно во вечноста со тебе. Амин. Полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна утринска програма. Почитувани гледачи, би сакали денес да ви ја понудам Библијата, односно дел од Библијата, тоа е Новиот Завет. Сите вие кои сакате да ја имате Библијата со убав македонски соверен превод, пишете ни слободно на нашата адреса или пак може да се јавите на нашиот телефон 077 819 828. Слободно пишете ни, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат до вашата домашна адреса. Вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, секако ви нудиме и бесплатен курс Библијата зборува.мк. Да ја видиме сега рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека се доближивме до самиот крај, почитувани гледачи, нова наша денешна програма Извор на надеж, емисија која се снима и може да ја побарате на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта. Пред да се одјавиме, би сакал да ви посакам убав ден, убави денови и ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта.
Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.